Соломон, синот Давидов, беше се зацврстил на престолот. Господ неговиот Бог беше со него и го возвеше многу. Тогаш Соломон му се обрати на сиот Израел, на илјадниците, на стотниците, на судиите, на сите израелски кнезови, на главите на семејствата. Та Соломон и сиот собир со него се искачија на возвишението кое беше во Гаваон, зашто таму беше шаторот на средбата што го подигна Мојсеј слугата Божји во пустината. Давид го пренесе Божјиот ковчег од Киријат Јарим до местото што самиот го подготви за него, зашто беше подигнал шатор во Ерусалим. Бронзениот жртвеник што го направи Веселеил, синот на Оровиот син Ури, беше таму пред Господовиот шатор, каде дојдоа Соломон и собирот за да му се обратат. Таму пред Господа Соломон се искачи при бронзениот жртвеник кој беше веднаш до шаторот на средбата и принесе врз него 1000 пареници. Истата ноќ Бог му се јави на Соломон и му рече: "Барај што да ти дадам." Соломон одговори: "Мошне наклонет му беше на мојот татко Давид и ме зацари мене на негово место. Боже Господе, нека се исполни сега ветувањето што му го даде на мојот татко Давид, зашто ме зацари над народот што го има многу како земниот прав. Дај ми сега мудрост и знаење, за да можам да управувам со овој народ, зашто кој ќе управува со толкав народ како што е овој, твојот?" Бог му рече на Соломон, бидејќи тоа ти е во срцето, а не бараше ни богатство, ни благо, ни слава, ни смртта на непријателите. И зашто не бараше долг живот, туку мудрост и знаење, како би управувал со мојот народ над кој те зацарив, ти давам мудрост и знаење, но ти давам и богатство, благо и слава, какви немаше ни еден цар што бил пред тебе и какви не ќе имаат ни оние кои ќе дојдат после тебе. Соломон од возвишението во Гаваон отиде во Ерусалим, подалеку од шаторот на средбата и царуваше над Израел. Собра бојни коли и конјаници, имаше 1400 бојни коли и 12.000 конјаници и ги размести по градовите каде што му беа колите и кај себе во Ерусалим. Соломон направи да има сребро и злато во Ерусалим изобилно како камења, а кедрови дрва многу како црници во Шефел. Соломоновите коњи беа внесени од Египет и од Кеве, а царските трговци ги купуваа за пари. Се донесуваше и се продаваше една бојна кола од Египет по 600 сребрени шекели, а коњите по 150. Тоа беше исто така за сите хетиски и арамејски цареви, кои ги овезуваа преку нив. Соломон науми да изгради дом, еден на Господовото име, а вториот за себе за царски дворец. Изброи 70.000 носачи, 80.000 каменоделци во гората и 3.600 надгледувачи. Тогаш му ја испрати оваа порака на Хирам, тирскиот цар, како што му праќаше на татка ми Давид кедри за да гради дом каде ќе живее, така стори ми и мене. Наумив да му подигнам дом на името на Господа својот Бог и да му го посветам, за да се дига пред него благомирисен темјан, за да се поставуваат секогаш лебови, за да се принесуваат паленици наутро и навечер, во саботите, во деновите на млад месец и во празниците на Господа нашиот Бог, и така да остане за секогаш по Израел. Домот што ќе го изградам ќе биде голем, зашто нашиот Бог е поголем од сите богови. Такој би имал достатно сила за да му создаде дом кога не може да го опфатат ни небесата над небесата. И кој сум јас за да му цидам дом, освен за тоа, за да му се издига кадеш пред лицето. Испрати ми човек вешт во обработка на злато, сребро, бронза, железо, црвено, сукно, сино и љубичесто. И вешт во уметноста на копаничарство. Ке работи со ракотворците кај мене во Јуда и во Ерусалим, со оние што ми ги остави мојот татко Давид. Испрати ми од ливан кедри, чемпреси и јалгуми, зашто знам дека твоите слуги умеат да ги сечат ливанските дрва. Моите слуги ќе работат со твоите, ќе треба да ми подготват многу дрва, зашто куќата што мислам да ја градам ќе биде многу голема и величествена. На дрвосечачите што ги обработуваат дрвата им давам 20.000 кори пченица, 20.000 кори јачмен, 20.000 вати вино и 20.000 вати масло за издржување на твоите слуги. Хирам, тирскиот цар, одговори со писмо што му испрати на Соломон, затоа што го љуби својот народ, Господ те зацари над него, го додаде уште и ова. Господ Израелевиот Бог, кој ги создаде небесата и земјата, нека те благослови. Тој му даде на царот Давид мудар, умен и разумен син, кој ќе гради еден дом за Господа, а вториот за себе, за да царува од него. Затоа ти праќам мудар, вешт и разумен човек Хирам Авив, син на една од Дановите ќерки и на татко Тирец. Умее да обработува злато, сребро, бронза, железо, камен, дрво, црвено сукно, љубичесто, свилена, ткаеница, тенко платно и отворено црвено сукно.
Умее да реже секакви копаничарства и да замисли секакво дело што ќе му се довери. Тој ќе работи со твоите уметници и со уметниците на мојот господар Давид, твојот татко. И така, сега мојот господар нека им испрати на своите слуги пченица, јачмен, масло и вино како што вети, а ние ќе насечеме стебла од ливан колку што ти треба и ќе ги довеземе на сплавови по море во Јафа. А ти превези ги горе во Ерусалим. Соломон ги преброи сите странци кои се затекнаа во Израелевата земја по пописот што го беше спровел неговиот татко Давид и ги најде 153.600. Од нив одреди 70.000 носачи, 80.000 каменоделци во планината, 3.600 луѓе за да управуваат со работата на народот. Тогаш Соломон почна да му гради дом на Господа во Ерусалим, на Моривската гора, таму каде што неговиот татко Давид имаше предвид. Тоа е местото што го подготви Давид, гумното на Ебусеецот Орнан. Соломон го почна градењето во вториот ден на вториот месец на 4-та година од своето владење. Ова се основите што Соломон ги постави за градењето на Божјиот дом, 60 лакти во должина, по старата мерка на лактот, а во широчина 20 лакти. Тремот што беше пред домот имаше по широчината на овој последниот, а во должина 20 лакти, а висок беше 120 лакти, го обложи внатре со чисто злато. Големата дворница ја обложи со кедри што ги покри со чисто злато и изработи врзлив палми и цветни венци. Потоа ја украси дворницата со блескави бесцени камења. Златото беше парваимско злато. Со него ја покри дворницата, гредите, праговите и крилата на вратите, да изваја херувими под зидовите. Потоа ја создаде дворницата на светината над светините, беше според храмската широчина долга 20 лакти и широка 20 лакти и ја обложи со 600 таланти чисто злато. За клинците даде на мерка 50 златни сикли и горните соби ги обложи со злато. Во дворницата на светината над светините направи 2 херувими, леано дело и нив ги обложи со злато. Крилата на херувимите беа долги 20 лакти. Едното крило од 5 лакти го допираше храмскиот зид, а второто од 5 лакти го допираше крилото на другиот херувим. Така и крилото на вториот херувим од 5 лакти го допираше зидот на домот. Другото крило од 5 лакти се спојуваше со крилото на другиот херувим. Расширените крила на херувимите имаа 20 лакти. Херувимите стоеа простом, со лицата свртени кон домот. Направи завеса од љубичеста свилена ткаенина од црвено сукно, од отворено црвено сукно и од лесно платно, та врз нив извезе херувими. Пред домот направи 2 столба долги 35 лакти, а нивните главчиња на врвот по 5 лакти. Во девира тој сплете венци та ги постави на врвот на столбовите и направи 100 калинки кои ги постави меѓу венците, ги постави столбовите пред храмот. Едниот одесно, другиот одлево, та го нарече Јахин оној одесно, а Воас оној одлево. Направи бронзен жртвеник долг 20 лакти, широк 20 и висок 10. Тогаш излеа море што од работ до работ мереше 10 лакти. Беше кружно наоколу, високо 5 лакти, а по опфат мерено со вртца имаше 30 лакти. Под него беа валовски ликови што го опашуваа наоколу, беа по 10 на еден лак, да го обкружуваа морето наоколу. 2 реда од тие волови беа излеани со морето. Морето стоеше на 12 волови, 3 гледаа на север, 3 на запад, 3 на југ, 3 на исток, морето стоеше на нив и сите беа свртени со задниот дел кон внатре. Беше дебело една дланка, работ му беше како рапна чаша, како лилијанов цвет, а можеше да прими 3000 вати. Направи 10 мијалници и ги постави 5 одесно, 5 одлево, за да се мие во нив. Во нив го миеја тоа што требаше за палениците, морето им беше наменето на свештениците, за да се мијат во него. Направи 10 златни светилници според прописот и ги стави во храмот, 5 одесно, 5 одлево. Тогаш направи 10 столови и ги постави во храмот, 5 одесно, а 5 одлево. Направи 100 златни котлиња. Тогаш направи свештенички трем, голем двор со врати што ги покри со бронза. Го стави морето од десната страна кон југоисток. Хирам направи грнчиња, лопати и котлиња. И ја приврши сета работа што му ја правеше на царот Соломон за Божјиот дом. 2 столба, 2 главчиња што беа на врвот на столбовите, 2 мрежи за да ги покријат двете главчиња што беа на врвот на столбовите, 400 калинки за двете мрежи,
2 реда калинки за секоја мрежа, за да ги покрија двете главчиња на врвот на столбовите, 10 подножја и 10 мијалници на подножјата, едно море и 12 волови пред него, грнчиња, лопати, билушки и сиот прибор за нив, му ги направи од бронза Хирав Авив на царот Соломон за господовиот дом. Царот нареди да ги излеат во Јорданската рамница, кај глинената земја, меѓу Сохот и Саридат. Соломон направи толку многу од тие предмети да не можеше да се измери тежината на бронзата. Тогаш ги направи сите предмети наменети за Божиот дом. Златниот жртвеник и столбовите на кои беа принесени лебови, златните светилници со светилките од чисто злато што требаа според прописот да се палат пред најсветото место, цветовите, светилките и ножиците од злато, тоа беше чисто злато, ножиците, котлињата, машичките и кадилниците од чисто злато, влезот во домот, внатрешната врата на светината над светините и вратата на храмот во светилиштето беа златни. Така беше доведена кон крај работата што Соломон ја сврши за господовиот дом. Соломон ги внесе сите свети дарови на татка си Давид, среброто, златото и сите посадки и ги стави во ризницата на Божиот дом. Тогаш Соломон ги свика во Ерусалим сите израелеви старешини, племенските кнезови и семејните главатари, за да се пренесе ковчегот на господовиот завет од Давидовиот град, односно од Сион. Сите израелеви мажи се собраа пред царот на празникот што е во 7-миот месец, кога се состанаа сите израелеви старешини, левитите го зедоа со себе ковчегот и ги принесоа ковчегот и шаторот на средбата со сиот посветен прибор што беше во шаторот, свештениците и левитите ги принесоа. Потоа царот Соломон и сета израелска зеница што се собра кај него жртвуваа пред ковчегот толку овци и говеда што не можеа да се избројат ни да се оценат. Свештениците го донесоа ковчегот на господовиот завет на неговото место во дебирот на домот, односно во средината на светините под крилата на херувимите. Херувимите имаа расширени крила над местото каде стоеше ковчегот и го засолуваа ковчегот и неговите драгови. Драговите беа толку долги што им се гледаа краевите од светилиштето спроти дебирот, ама не се гледаа однадвор и таму стојат до денешен ден. Во ковчегот немаше ништо освен двете плочки кои ги стави Мојсей на Хорив, каде Господ склучи завет со израелците откако излегоа од Египет. Сите свештеници излегоа од светилиштето, зашто сите присутни свештеници се посветија без обзир на редовите. Сите левитски пејачи Асав и Јеман и Једутун со синовите и со браќата стоеја облечени во тенко платно, со кимвали, со псалтири и со гуслиња, источно од жртвеникот, а со нив 120 свештеници кои трубеа во труби. И додека свиреа и пееа сложно како еден и едногласно го фалеа и го славеа Господа, подигајќи го гласот покрај трубите, кимвалите и покрај другите свирки, фалејќи го Господа, зашто е благ и зашто е вечна неговата љубов. Облак го исполни господовиот дом. Свештениците не можеа да продолжат службата од облакот, господовата слава го исполни Божјиот дом. Тогаш Соломон рече: Господ рече дека тој ќе пребива во темен облак, а јас ти изгради возвишен дом, место за твое вечно престојување. И откако се сврте, царот го благослови целиот израелски собир, а целиот израелски собир стоеше. Тој рече: нека е благословен Господ, Израелевиот Бог, кој го исполни со својата рака ветувањето што со својата уста му го даде на мојот татко Давид, велејки: од денот кога го изведов својот народ од египетската земја, не избрав град меѓу ниедно Израелево племе за да се изгради во него дом, каде би престојувало моето име, ниту избрав него за да владее над мојот израелски народ. Но јас го избрав Ерусалим за да биде во него моето име и го избрав Давид за да заповеда со мојот израелски народ. Татко ми Давид науми да му подигне дом на името на Господа, Израелевиот Бог, но Господ му рече: си наумил да му подигнеш дом на моето име и добро направи, ама ти нема да го подигнеш тој дом, туку твојот син кој ќе излезе од твоето крило, тој ќе му подигне дом на моето име. Господ го исполни своето ветување, го наследив таткото Давид и седнав на Израелевиот престол, како што вети Господ, му подигнав дом на името на Господа, Израелевиот Бог, и го наместив ковчегот во кој е заветот што Господ го склучи со Израелевите синови. Тогаш Соломон стапи во присуство на сиот Израелев собир пред Господовиот жртвеник и ги расшири рацете. Имено, Соломон имаше направено бронзено подножие, долго 5 лакти и широко 5 лакти, а високо 3 лакти, и го стави сред дворот. Откако застана на него, клекна пред сето Израелево собрание и расширувајќи ги рацете кон небото рече: Господи Израелев Боже, ниеден Бог не ти е сличен ни на небото ни на земјата. Тебе, кој им ги пазиш заветот и љубовта на твоите слуги,
koji odat pred tebe со сето свое срце. На твојот слуга Давид, на мојот татко му исполни што си му ветил со својата уста, кој исполни со својата рака токму денес. Господи Израев Боже, сега исполни му на својот слуга на татка ми Давид што си му ветил кога си рекол: не ќе ти снема пред мене наследник кој ќе седи на Израелевиот престол, само ако твоите синови ги пазат своите патишта, одејќи по мојот закон, како што одеше ти пред мене. Господи Израелев Боже, и така нека се исполни сега ветувањето што му го даде на својот слуга Давид, ама зар навистина Бог ќе престојува со луѓето на земјата? Та небесата, ни небесата над небесата не можат да те опфатат, а камоли овој дом што сум го изградил. Внимателно чуј ги молитвата и повикот на својот слуга, Господи Боже мој, та послушај ги просењето и молитвата што твојот слуга ја упатува кон тебе. Твоите очи нека бидат отворени над овој дом дење и ноќе, над ова место за кое што рече дека во него ќе го сместиш своето име. Послушај молитвата со која твојот слуга ќе се моли на ова место. И послушај молитвата на твојот слуга и на твојот израелски народ што ќе упатува на ова место. Послушај од местото каде што престојуваш, од небесата послушај и смилувај се. Ако некој сгреши против ближниот, иако му биде наредено да се заколне, иако заклетвата дојде пред твојот жртвеник во овој дом, ти чуј ја од небото, подејствувај и суди им на своите слуги. Осуди го виновникот, свртувајќи ги неговите беззаконија врз неговата глава, а ослободи го невиниот, постапувајќи со него според неговата невиност. Ако непријателите го порадат твојот народ, зашто сгрешил против тебе, ама ако сепак се обрати кон тебе, и ако го прослави твоето име, и ако се помоли и извика кон тебе во овој дом, тогаш ти чуј го од небото, прости му ги гревоите на твојот израелски народ и доведи го назад во земјата која им ја даде ним и на нивните татковци. Ако небото се затвори и не падне дожд зашто сгрешиле против тебе, па ако ти се помолат на ова место и ако го прослават твоето име, и ако се обратат од својот грев, кога ќе ги понизиш ти, тогаш чуј од небото и прости им го гревот на твоите слуги и на твојот израелски народ, покажувајќи му го добриот пат по кој ќе оди и пушти дожд на земјата која му ја даде на твојот народ во наследство. Кога во земјата ќе завладеат глад, помор, суша и гламница, кога ќе навалат скакулци и гасеници, кога непријателот на овој народ ќе притисне некоја од неговите врати, или кога ќе удри некоја друга неволја или болест, чуј ја секоја молитва, секој извик од кој и да е човек, или од целиот твој израелски народ. Ако секој почувствува болка во срцето и рашири раце кон овој дом, послушај им ги молитвата и нивниот повик во небото каде што престојуваш, и прости и дај му секому според неговите патишта, зашто ти го познаваш неговото срце. Зашто ти единствено ги протираш срцата на луѓето, за да се бојат од тебе одејќи по твоите патишта, додека живеат на земјата што ти им ја даде на нашите татковци, па и тугинецот кој не е од твојот израелски народ, туку стигнал од далечна земја заради величината на твоето име и заради твојата силна рака и подигната мишка. Ако дојде и ако се помоли во овој дом, послушај го од небото каде што престојуваш, послушај ги сите негови повици. За да го запознаат сите земни народи твоето име и за да се бојат од тебе како твојот израелски народ, и за да знаат дека твоето име е повикано над овој дом, кој го изгради. Кога твојот народ ќе тргне против непријателот по патот по кој ќе го упатиш ти, и ако ти се помоли тебе, свртен кон градот што си го избрал и кон домот што му го подигнав на твоето име, послушај ги од небото неговата молитва и неговото просење и направи што е потребно за него. Кога ќе ти сгрешат, зашто нема човек кој не греши, а ако ти, откако ќе се разгневиш на нив, ќе ги предадеш на непријателите за да ги заробат и за да ги одведат како робје во далечна или блиска земја, па ако се покајат со срцето во земјата во која ќе бидат одведени и ако почнат да те молат за милост во земјата на своите освојувачи, велејки сгрешивме, и ако така ти се обратат тебе со сето срце и со сета душа во земјата на своето робство во која ќе бидат доведени како робови, и ако се помолат свртени кон земјата што ти им ја даде на нивните татковци и кон градот што го одбра и кон домот што јас му го подигнав на твоето име, послушај ги од небото каде престојуваш нивната молба и нивното просење, направи им правда и прости му на твојот народ што ти сгрешил. Сега, Боже мој, твоите очи нека бидат отворени и твоите уши нека бидат внимателни на молитвите на ова место. А сега, Господи Боже, стани во твоето почивалиште, ти и ковчегот на твојата сила, твоите свештеници, Господи Боже, нека се облежат во спасение и твоите свети нека се насладуваат со блага. Господи Боже, не свртувај го лицето од твојот помазаник, спомни си за милостите што му ги даде на твојот слуга Давид.
Кога Соломон ја заврши молитвата, оган се спушти од небото и ги спали паленицата и закланиците, и Господовата слава го исполни домот. Свештениците не можеа да влезат зашто Господовата слава го исполни Господовиот дом. Сите израелеви синови откако видоа дека огнот со Господовата слава се спушти на домот, паднаа ничкум кон земјата до камениот под, поклонувајќи се, почнаа да го слават Господа зашто е благ и зашто е вечна неговата љубов. Потоа царот и целиот народ почнаа да жртвуваат жртви пред Господа. Царот Соломон принесе за жртва 22.000 говеда, 120.000 овци и така го освети Господовиот дом и царот и сиот народ. Додека свештениците стоеа на длжностите, левитите на свирките за Господовите песни, што ги состави царот Давид, го славеа Господа, зашто е вечна неговата љубов. Со тоа Давид го фалеше Господа преку нивните раце. Пред нив свештениците свиреа во рогови, додека израелците стоеа. Соломон ја освети и средината на дворот кој е пред Господовиот дом, зашто таму ги принесе палениците и мрството од помирителните жртви, зашто бронзениот жртвеник што го направи Соломон не можеше да ги собере палениците, ни лебните приноси, ни лојот. Во тоа време Соломон го празнуваше празникот 7 дена и сиот Израел со него, мощне голем собир, од лезот во Хамат па до египетскиот поток. А на 8-миот ден го празнуваа свечениот собир, зашто осветувањето на жртвеникот го празнуваа 7 дена и празникот 7 дена. Во 23-тиот ден на 7-миот месец ги испрати луѓето во нивните шатори и си отидоа со весело и со задоволно срце заради доброто кое Господ им го направи на Давид и на Соломон и на сиот израелски народ. Така Соломон ги доврши Господовиот дом и царскиот дворец и направи се што имаше наумено во своето срце да го изврши во Господовиот дом и во својот дворец. Потоа Господ му се јави на Соломон ноќе и му рече: ја послушав твојата молитва и го избрав тоа место за да ми биде дом на жртва. Ако го затворам небото за да нема дожд, или ако им заповедам на соколците за да ја испасе земјата, или ако пуштам помор меѓу мојот народ, и ако се смири мојот народ, кој се наречува со моето име, и ако се помоли и го побара моето лице, и ако се откаже од лошите патишта, јас ќе го послушам тогаш од небото и ќе му го простам гревот и ќе му ја излечам земјата. Моите очи ќе бидат отворени и моите уши ќе бидат внимателни на молитвата од ова место. И така сега го избрав и го осветив овој дом, за да биде тука моето име за секогаш, и тука ќе бидат во сите дни моите очи и моето срце. А ти, ако одиш пред мене како што одеше татко ти Давид, правејќи се што ти заповедав и пазејќи ги моите одредби и закони, ќе го додржам твојот царски престол како што му ветив на твојот татко Давид, велејќи: не ќе ти почнема наследник кој ќе владее во Израел. Ама ако ме оставите и ако ги напуштите одредбите и заповедите кои ви ги дадов, да отидете и почнете да им служите на туги богови и да им се клањате, ќе ги истерам израелците од мојата земја што им ја дадов и ќе го отфрлам од себе овој дом кој му го посветив на моето име и ќе направам од него приказна и срам меѓу сите народи. Секој што ќе помине покрај овој дом кој беше прославен, ќе се вчува невиди од ужас и ќе праша: зошто Господ направи така со оваа земја и со овој дом? И ќе му биде одговорено: го ставија Господа, Бога на своите татковци, кој ги изведе од Египет и се свртија кон тугите богови и им се клањаа и им служеа, и затоа Господ го пушти на нив сето ова зло. А кога поминаа 20 години, за колку време Соломон ги подигна Господовиот дом и својот дворец, Соломон изгради градови што му ги даде Хирам и ги насели таму израелевите синови. Потоа Соломон отиде против Совскиот цар Емат и го освои. Ги созида Тадмор и секакви места за складови во Емат. Ги изгради и горниот Вет Орон и долниот Вет Орон, тврди градови со ѕидови, со врати и со лостови, и Валат и сите градови во кои што имаше складови, сите градови за воени коли и градовите за коњаниците, и се што посака Соломон да гради во Ерусалим и во Ливан и по сета земја на своето царство, а на сите кои останаа од хетејците, аморејците, ферезејците, евејците и ебусејците, кои не беа израелци. На нивните синови кои останаа по нив во земјата и кои израелците не ги сотреа, Соломон им наметна данок до денешниот ден. Соломон не ги претворуваше израелевите синови во робови за работа, туку беа војни, заповедници на неговите штитоносци и заповедници на војните коли и на коњицата. Беа главатари над управителите, кои ги имаше царот Соломон 250 и управуваа со народот. Соломон ја пресели и фараоновата ќерка од Давидовиот град во домот што и го беше изградил, зашто мислеше: мојата жена не ќе живее во дворецот на израелски цар, зашто е свет откако во него дојде Господовиот ковчег.
Тогаш Соломон почна да го принесува на Господа пареници на Господовиот жртвеник, што го беше изградил пред тремот. И тоа колку што требаше од ден во ден да принесе по Мојсеевата заповед. Во саботи и на младите месечини и на празниците 3 пати во годината, на празникот Бесквасни небови, на празникот Седмици и на празникот Сеници. Ги постави според уредбата на таткото Давид, свештеничките редови според нивната служба и левитските по нивните должности, да слават со песни и да служат пред свештениците колку што треба од ден во ден, и вратарите според нивните редови на секоја врата, зашто таква беше заповедта на Божиот човек Давид. Не отстапија од царевата повелба за свештениците и за левитите во ништо, ниту со сокровиштата, туку се сврши сета Соломонова работа од денот кога беше положена основата на Господовиот дом, па додека не го заврши. Така беше довршен Господовиот дом. Тогаш Соломон отиде во Есион Габер и во Елот на морскиот брег во Едомската земја. А Хирам му испрати преку слугите бродови и морнари вешти на морето, да отидоа со Соломоновите слуги во Офир, зедоа од таму 450 таланти злато и му ги донесоа на царот Соломон. Тогаш царицата на Сава чу глас за Соломон, сакајќи да го искуша Соломон со гатанки, дојде во Ерусалим со многу бројна придружба и со камели што носеа мириси, многу злато и безцени камења. Откако дојде кај Соломон, поразговара со него за се што и беше на срце. Соломон и одговори на сите прашања, ништо не му беше скриено на Соломон, за да не би умеел да ја објасни. Кога царицата од Сава ги виде неговата мудрост, дворецот што го беше изградил, јадењата на неговиот стол, седењето на неговите слуги и дворниците, отменоста на неговите прислужници и нивните облеки, неговите виноподнесувачи и неговите паленици кои ги принесуваше во Господовиот дом, и застана здивот. Тогаш му рече на царот, вистина е што чув за тебе и за твојата мудрост во својата земја, ама не сакав да верувам во тоа што се раскажува додека не дојдов и видов со своите очи. И на вистина, не ми беше речено ни половина за твојата голема мудрост. Го надмина гласот што го чув. Блази им на твоите луѓе и на твоите слуги кои стојат пред тебе и ја слушаат твојата мудрост. Нека е благословен Господ својот Бог, кому му омиле толку, па те поставил на својот престол, за да царуваш место Господа, својот Бог, зашто твојот Бог го љуби Израел, за да го одржи довека. И затоа те постави тебе за цар, за да правиш право и правда. Тогаш му даде на царот 120 златни таланти и многу мириси и безцени камења. Никогаш веќе немаше такви благомириси какви што царицата од Сава му даде на царот Соломон. Хирамовите слуги кои донесуваа злато од Офир со Соломоновите слуги исто така донесоа сандалово дрво и скапоцени камења. Царот направи од тоа црвено дрво скали кон Господовиот дом и кон царскиот дом, и гуслиња и псалтири за певците. Никогаш порано не беа видени слични работи во јудејската земја. Царот Соломон и даде на царицата од Сава се што почела и што посака, освен она што самата му го донесе на царот. Потоа таа тргна и со слугите си отиде во својата земја. Затото што му доаѓаше на Соломон секоја година беше тешко 666 златни таланти, освен она што доаѓаше од трговците и од патувачките продавачи. И сите арабјански цареви и земни управители му донесуваа злато и сребро на Соломон. Царот Соломон направи 200 штитови од ковано злато, за секој штит употреби 600 шекели ковано злато, и направи 300 штитчина од ковано злато, за секој штитче потроши 300 златни шекели. Царот ги стави на чување во куќата наречена Ливанска гора. Царот направи и голем престол од слонова коска и го обложи со чисто злато. Престолот имаше 6 скали и златно подножје составено со престолот, и рачки од двете страни на престолот, а покрај рачките стоеја 2 лава. 12 лавови стоеја од двете страни на оние 6 скали. Такво нешто не беше изработено во ниедно царство. Сите садови од кои пиеше царот Соломон беа златни, и сите посадки во куќата наречена Ливанска гора беа од чисто злато. Среброто беше сметано безвредно во Соломоновото време. Царевите бродови одеа од Тарси со Хирамовите слуги, се враќаа секоја трета година и допловуваа тарсиските бродови донесувајќи злато и сребро, слонова коска, мајмуни и пауни. Така царот Соломон ги надмина со богатство и со мудрост сите земни цареви. Сите земни цареви имаа желба да го видат Соломон и да ја чујат мудроста што Бог му ја влеал во срцето. Секој му донесуваше подарок сребрени и златни посадки, облеки, оружје и мириси, коњи и мазги. Од година во година Соломон имаше 4000 конјски јасли и бојни коли и 12.000 коњаници, кои ги распореди по градовите на бојните коли и кај царот во Ерусалим. Владееше над сите цареви од реката до филистејската земја и до египетската меѓа.
Carot napravi da ima во Јерусалим сребро како камења, а кедрови дрва како диви смокви што растат во јудејската низина. Соломон довезуваше коњи од Египет и од сите земји. Другите Соломонови дела од првите до последните се запишани во книгата на пророкот Натан, во пророчкиот книжен свиток на Силомијанецот Ахи и во пророчката беседа на гледачот Идо за Наватовиот син Јеровоам. Соломон владееше во Јерусалим над сиот Израел 40 години. Потоа почина кај татковците и го погребаа во градот на татка му Давид, а на негово место се зацари син му Ровоам. Тогаш Ровоам отиде во Сихем, зашто во Сихем дојдоа сите израелци за да го зацарат. Штом го чу тоа, Јеровоам, синот Наватов, кој беше во Египет каде беше побегнал пред царот Соломон, се врати од Египет, зашто беа испратиле по него и го повикале. Кога дојдоа Јеровоам и сиот Израелев собир, му рекоа на Ровоама: "Твојот татко ни наметна тешко бреме, сега ти олеснини ги тешката служба на својот татко и тешкото бреме што го сложи на нас, па ќе ти служиме." Тој им одговори: "По 3 дни дојдете пак кај мене", и народот си отиде. Тогаш царот Ровоам се посоветува со царците кои му служеа на неговиот татко Соломон додека беше жив и ги праша: "Што советувате да му одговорам на овој народ?" А тие му одговорија: "Ако ги исполниш барањата на тие луѓе, ако им бидеш благонаклонет и ако им одговориш со убави зборови, тие ќе ти бидат слуги секогаш." Но тој го отфрли советот што му го дадоа старците и се посоветува со помладите, кои порастеа со него и му беа во служба. Ги праша: "Што советувате да му одговорам на овој народ?" Кој ми рече: "Олеснини го бремето што ни го наметна твојот татко." Младите кои беа порасле со него му одговорија на народот кој ти рече: "Твојот татко ни наметна бреме, а ти олеснини го." Одговори му вака: "Мојот мал прст е подебел од бедрата на мојот татко, и така мојот татко ви наметна тешко бреме, а јас ќе го зголемам вашето бреме. Мојот татко ве казнуваше со камшици, а јас ќе ве бијам со камшици со железни штипци." На третиот ден дојдоа Јеровоам и сиот народ кај Ровоам, зашто царот им беше наредил: "Вратете се кај мене на третиот ден." Царот им одговори остро, отфрлајќи го советот на постарите. Одговори по советот на младите: "Мојот татко ви го отежна вашето бреме, а јас уште ќе придадам врз него. Мојот татко ве шибаше со камшици, а јас ќе ве шибам со камшици со железни штипци." И така царот не сакаше да го послуша народот, зашто Бог среди така за да се исполни словото што му го кажа преку Силомијанецот Ахи на Навитовиот син Јеровоам. Кога израелците видоа дека царот се прави дека не слуша, народот му одговори: "Каков дел имаме ние со Давид? Ние немаме наследство со Јесеевиот син во шаторите. Израелу, сега Давиде, грижи се за својот дом." И сиот Израел си отиде под своите шатори. Ровоам завладеа само над израелевите синови кои живееа по јудејските градови. Потоа царот Ровоам го испрати Адорама, настојателот за данок. Но израелците го каменуваа и тој умре, а царот Ровоам брзо се качи во колата да избега во Јерусалим. Така Израел се оддели од Давидовиот дом се до денес. Откако дојде во Јерусалим, Ровоам го собра сиот Јудин и Венијаминов дом, 180.000 одбрани војници, за да удрат на Израел и за да му го вратат царството на Ровоам. Но Господовото слово му дојде на Божиот човек Семај. Кажи му на Соломоновиот син Ровоам, јудејскиот цар, и на сите израелци во Јудиното и Венијаминовото племе: Господ вели вака: не одете да војувате со браќата, нека секој се врати во својата куќа, зашто ова потекнува од мене. И тие го послушаа Господовото слово, се вратија и не удрија на Јеровоам. Ровоам, престолувајќи во Јерусалим, почна да подига цврсти градови по Јудеја. Така ги изгради Витлеем, Етам, Текуј, Ветсур, Сохот, Одолам, Гат, Мариса, Зив, Адораим, Лахис, Азика, Сараја, Ејалон и Хеврон. Тврди градови во Јудиното и во Венијаминовото племе. Откако ги утврди градовите, им постави заповедници и довлече храна, масла и вина за чување. Во секој одделен град стави штитови и копија и ги утврди мощне силно. Така тој ги имаше Јудиното и Венијаминовото племе. Свештениците и левитите, кои беа по сиот Израел, пристапија кон него од сите краишта. Левитите ги оставија пасиштата и имотот да отидоа во Јудеја и во Јерусалим, зашто Јеровоам и неговите синови ги отфрлија за да не му вршат свештеничка служба на Господа, а постави свештеници за себе на високи места за јарците и за делињата што ги направи. По нив доаѓаа од сите израелски племиња во Јерусалим за да му жртвуваат на Господа, на Бога на своите татковци, оние кои го бараа со срцето Господа, Израелевиот Бог.
Така го утврдија јудејското царство и го охрабрија Соломоновиот син Ровоам за 3 години, зашто 3 години одеа по патот на Давид и Соломон. Ровоам си ги зеде за жени Маелета, керката на Давидовиот син Еримот, и Авихаила, керката на Јесеевиот син Елијав, која му ги роди синовите Еус, Самари и Зама, а по неа се ожени со Авесаломовата керка Маха, која му ги роди Ави, Атај, Зива и Селомит. Ровоам ја љубеше Авесаломовата керка Маха повеќе од сите своји жени и соложнички, иако зеде 18 жени и 60 соложници, иако му се родија 28 синови и 60 керки. И Ровоам го постави Махиниот син Ави за главатар и за кнез над неговите браќа, зашто беше наумил да го постави за цар. И работејќи мудро, ги размести синовите по сите јудејски и венијаминови краишта, по сите тврди градови, давајќи им храна во изобилство и женејќи ги со многу жени.